Прво ќе почнам вака. Еден наш голем деец вика, јас всушност вели не е срамно да се умре или сите да изумреме. Но срам е ести голем срам ако си го смениме името. Од кое се уште се плашат како од чума. Но без име, верувајте ми, вика, и гробовите ќе ни бидат празни. Еден друг вели, јас не познавам друг народ кој толку многу страдал од своите предавници како Македонија. Точно тука сакам да се осврнам со мојот неконвенционален настап честопати. Ќе зборувам денес за две категории од човечкиот карактер, за предавство и за лага. Па после ќе ги поставам прашањата. Се надавам дека луѓето кои се присутни овде нема да се препознаат или секоја сличност е измислена. Ќе почнам прво за предавството. Во минатиот период ве нарекуваа предавници под предпоставка. Луѓето се сомневаа, а вие ги демантиравте. Едните продолжија да ве нарекуваат предавници, а другите ви веруваа. А денес, кога вашето предавство е верифицирано и подпишано со подпис од проколнатата рака, веќе нема место за сомнеш или за двоумење. Вие денес сте несомнени предавници, само слепци или крајно тенденциозни луѓе, користолюбци, не можат да го видат ова ваше предавство. Вие во историјата ќе влезете како лажни лидери, како безарбетници што го предадоа светото народно име Македонија за материјална корист и за власт. Ќе бидете запишани како коте од рулја или како Јуда во сеќавањето на македонскиот народ, каде да се наоѓа овој голем подоблест народ, што вие го сведовте на стока и го продавате кило месо жива мера. Тоа што се однесува за предавството, се надевам дека присутните медиуми овде, затоа и нив им се обратив, ова во целост ќе го презентираат на нивните телевизиски куќи. Ќе продолжам понатаму. Вели еден наш премиер, се додека сум жив, вели, и додека го дишам овој македонски воздух, во името на моите предци, во името на мојата фамилија, татко, мајка, сопруга и деца, нема да дозволам да се смени уставот и да се смени уставното име на Република Македонија. Колега, прашањата поставете ги. Полека ме реков увод, имам па ќе поставам прашањата 10 минути. Немој да се навредуваш, не се однесува за тебе. Не си ја ишкај муват од капата. Зошто би се навредил? Значи понатаму, не ме прекинувај од цели таму да ми додадеш секунди. И сега ги прашувам сите и вклучително македонската јавност. Се надам, знаете дека за лага ќе зборувам сега. Кој лаже? Што ни се случува во овие изминати периоди, поготово после 12 јуни? Сега ќе ви прочитам ова за лагата. Луѓето се чудат, можно ли е до толку да се лаже? Но психопатологијата и книжевноста го лоцирале и го обработиле овој тип на психопати. Баронот Минхаузен, Феликс Крул или пак Остап Бендер се такви екстраординарни лажливци што влегле во историјата како модели за чудење. Сега кон нив полека се придодава името на нашиот лажен премиер, кој се што кажа досега излажа, а сега по ова најново веле предавство лажно го представува како триумф. Триумф на лагата. Триумф на егоизмот и глупоста и сето тоа завиткано во целофанот на лагата. Та зарима човек што му верува на овој лажливец. Како излегува пред тоа гласањата има. Кој е спремен да го пробава и најсветото, најскапоценото за човека? Овој лажливец е достоен да влезе во Гинисовата книга на рекордите, како најголем лажго на сите времења. Во контекст на ова ќе поставам прашање. Господине Заев, кога се колневте во вашите предци и кога тврдевте дека нема да го смените името и уставот на оваа држава, а после кажавте обратно,
што мислевте. Едно. Второ прашање. Според кое право со оваа така наречена спогодба за нас, агримент или договор за странците, вие превземате обврска за било кој иден парламентарен состав во Република Македонија да не може ништо повеќе да додаде на оваа спогодба која сте ја подпишали. И третото прашање е, во основа на која научна мисла сте запишале дека не постои никаква поврзаност во делот на историјата, културата и наследството помеѓу сега веќе и не малцинство, како што подпишавте спогодба, на луѓето северниот дел на јужниот наш сосед и со нас овде. Имајќи во предвид зборот или мислата на големиот Парличев, кој вели: оној што не си јамил вид таткоината, не можит да бидит чесен човек. Ако го имаме предвид кажаното околу лагите, господине Заев, како мене ќе ме убедите лично да верувам во она што го зборувате околу датум за преговори и околу некаква блеска иднина на нас македонците во Европа, ако знаеме дека Европа не прифаќа и не прима луѓе или држави, ако веќе и сме држава, ако не сме веќе територија, кој има 0,1% бруто раст на домашниот производ и има над 5 милијарди евра долг. А плюс тоа, тие луѓе кои вас ви ветија и ве чукаа по рамото, дедо ми покојни ми викаше: никогаш да не дозволиш по рамо да те удрат. Оти ако дозволиш, завршено е со тебе. Тие луѓе кои ви ветуваат, немојте да заборавите дека ќе бидат на испит, ќе имаат избори. Голем дел од нивните партии во нивните матични држави изгубија. А вие, оваа матична држава на малцинствата, од кои свесно се откажавте, а сега пред некој минут добив и порака дека европратеникот Ковачев јавно изјавил: ако Македонија не ја смени историјата, не може да добие датум за преговори. Овие мисли што ги кажав од големите луѓе, за мене се минато, сегашност и иднина. Без тоа, јас не можам да имам нити сегашност, нити иднина. А вие, ако се сложувате со мене, треба јавно овде да го потврдите тоа, впрочем, како што и се заколнавте во вашите предци, околу менувањето и неменувањето на ова името и на Уставот на Република Македонија.